односно, вие со континуирано скролање и експонирање на овие допамински пикови на нашиот мозок, го подесуваме прагот на чувствителноста на повисоко ниво и така вие кога ќе излезете од тој виртуелен технолошки свет во реалноста, практично не можете да почувствувате задоволство со ништо што е реално. Значи, вас прошетката, средбата со пријателите, читањето на книгата не може да ви предизвика толкова количество на задоволство како тоа скролање на тие видеа. Можам само да споделам искуство како јас се чувствувам под стрес кога се успивам со телефонот и со тоа баш скролање на кратки видеа веќе губиме внимание, се однесуваме сите како да имаме вакво АДХД, значи не можеме да задржиме внимание дури ниту на најобична епизода од серија, а не па цел филм да изгледаме. Да не зборам за книга, книгата станува нешто преспоро за нас. Таа допаминска зависност не прави да бидеме празни, да не си истражуваме себе си, да не размислуваме за светот околу нас, да не размислуваме за чувствата во нас, туку баш како прави наркомани, зависници да бараме само веднаш инстантно допаминско задоволување. Таму некаде во минатиот век, не зборувавме често за хормоните, но ги чувствувавме, барем во периодот на адолесценција, пубертет или во климакс. Во овој нов милениум со дигитализацијата, допаминот директно влие врз нашиот хормонален статус, а ние да не сме свесни за тоа. Токму за таа тивка револуција од допаминот на дигиталните екрани ќе зборуваме со доктор ендокринолог Марија Илиевска. Добро ни дојдовте. Благодарам. Многу интересна тема. Да, се надевам дека ќе ги заинтригира сите наши следачи од постарата и од помладата популација. И тоа како докторка? Јас сум просто љубоморна затоа што децата не ми читаат книги, сите седат на компјутер пред екраните. Најстрасно е што ние веќе престанавме да читаме книги, што многу лесно го прифативме таа мода на кратки видеа што носат инстант задоволство. Но затоа се овие подкасти за да подигнеме свеста и да најдеме некој начин модус да може да живееме во симбиоза со технологијата и со биологијата на нашиот организам. Така докторка, ајде кажете ни кога треба да се одлогираме, се исклучиме кога веќе хормоните се во хаотична состојба. Тоа, доколку и јас би можела да го постигнам, би била најсрекна, меѓутоа навистина и од лично искуство можам да кажам дека во денешно време тоа огромен предизвик. Сега, ние во овој подкаст ќе зборуваме за една навика која што толку одлично се интегрира во нашето секојдневие, тоа е времето поминато на екранот, што најчесто го прецепираме тоа како една безопасна навика. Меѓутоа, сега во овој подкаст ќе зборуваме за малку поширока слика од ендокринолошки аспект, но и од биолошки аспект, како зависноста од технологијата навистина ни прави хаварија во ендокриниот систем. Често се зборува за допаминот, нели, како хормон на задоволство, меѓутоа тој опис на овој невротрансмитер не е сосема точен, односно доволен, бидејќи тоа е невротрансмитер кој што има улога во нашиот хормонски систем, значи се лачи од хипоталамусот. Верувам дека во некој од претходните подкасти што сме говориле за ендокриниот систем, на гледачите им е познато еден дел од мозокот кој што е практично диригент на целокупниот ендокрин систем. Тука е и центарот за ситост и глад, центарот за терморегулација, значи тоа е еден многу важен сегмент од мозокот и тој е одговорен за излачување на овој допамин. Овој допамин е важен не само за да чувствуваме задоволство, туку и да ги формираме нашите навики, да практично ни овозможи преживување. Значи, за да ние го разбереме допаминот денес, тоа што нас денес ни се случува, неопходно е да се вратиме илјадници години назад, значи да разговараме малку за еволутивниот аспект, односно зошто нашиот допамин, односно на нашите предци, допаминот бил клучен во нивното преживување. Значи, пред илјадници години од еволутивен аспект, нашите предци имале секакви предизвици. Тоа било да се пронајде храна, нели да преживеат низ сите предизвикувачки моменти кои што биле пред нив и токму допаминот тоа им го овозможува. Значи, кога нашите предци со физички или ментален напор ќе стигнале до храна, нашата биологија го наградува
организмот и практично излачува допамин. Тоа значи дека ги учела нашите предци дека повторно треба да се трудат да ја пронајдат храната или повторно треба да истражуваат нови средини, да наоѓаат начин како да си го олеснат постоењето, односно преживувањето. Исто така допаминот е клучен во формирање на тие социјални врски, бидејќи социјалните врски еволутивно се клучни за ова ние што сме денес. Оваа технологија немаше ние да ја имаме доколку допаминот не постоел. Меѓутоа, она што било и е различно денес од минатото е тоа што тие награди, односно лачење на допамин, се случуваат далеку поретко од колку сега, и она што е уште поважно е дека морале нашите предци да вложат или физички или ментален напор за да ја добијат таа награда на допамин. Она што денес нас ни се случува е огромна достапност на неограничено количество на допамин со практично никаков ментален или физички напор. Ние ги земаме нашите телефони и сме изложени на едно неограничено количество на допамин, и тоа лачење на допамин во најчест случај е далеку поголемо отколку било која ситуација која што ние во реалноста може да ја доживееме и да предизвика лачење на допамин. Прави сега, зависност, нели? што значи тоа, нели, за општата популација? Сега јас, нели, дискутирам можеби за на хипоталамус, допамин, значи за некои поими кои што им се страни можеби на нашите следачи, меѓутоа вие ако пред 30-40 години имавте, односно нашите предци имале задоволство од читање на книга или прошетка во природа или средба со пријателите или средба со некоја блиска личност, разговор со некоја блиска личност, сето тоа би предизвикало лачење на одредено количество на така одредено количество за награда. Меѓутоа сега ние со секое скролање добиваме далеку поголемо количество на допамин, а за овие работи кои што нели ги дискутирав, сепак вие треба да вложите некој труд, дали е тоа труд, нели дали е тоа ментален или е физички, а со скролањето вие практично не вложувате никаков труд. И тука е конфликтот на тој допамински дисбаланс. Значи вие имате едно неограничен извор на огромно количество на допамин. И затоа е таа зависност од скролањето. Вие со секое скролање на различни сторија, на различни видеа, имате еден момент на неочекувано нешто. Значи вие секое видео кое што вас ви го пласира алгоритмот е неочекувано. И тој момент на неочекуваност практично прави многу поголемо количество на допамин да се лачи, и ние многу често, и мене ми се има случајно, верувам и на вас и на нашите следачи, да го земиме телефонот со идеја дека ќе прогугламе некоја информација, а да завршиме половина час или час скролање на видеа кои што нели мислам да признаеме дека секогаш е времето повеќе од половина час или час. Губи време, точно, чувство за време. И вие не сте ни свесни дека тоа се случува. А практично вашиот систем, односно вашиот мозок се преплавува со тој допамин, и она што е најзастрашувачки е дека нашите допамински рецептори на мозокот практично ја намалуваат чувствителноста, бидејќи вие, односно сите ние се соочуваме со еден момент каде што толку брзо се развива технологијата, да нашата биологија не може да го следи тој развој. Значи, за мозокот, ова количество на чести награди, на преплавувачки допамински награди е стран момент, и тој се обидува да се снајде во оваа ново настаната ситуација со намалување на чувствителноста на рецепторите. Тоа што значи во превод? Тоа значи дека со секој нареден стимулус ќе е неопходно многу поголемо количество на допамин за да се почувствува истото чувство. Односно, вие со континуирано скролање и експонирање на овие допамински пикови на нашиот мозок го подесуваме прагот на чувствителноста на повисоко ниво, и така вие кога ќе излезете од тој виртуелен технолошки свет во реалноста, практично не можете да почувствувате задоволство со ништо што е реално. Значи, вас прошетката, средбата со пријателите, читањето на книгата не може да ви предизвика толкова количество на задоволство како тоа скролање на тие видеа. И тоа е погумно за мотивацијата, бидејќи, како што напоменав, ако допаминот
бил клучен за да нашите предци се мотивираат, за да нашите предци научат нешто, сега со ова преплавување на стимулуси се случува комплетно обратното. Значи, луѓето немаат мотивација, бидејќи тие стимулуси на награда се комплетно нарушени. Тоа е значи типично зависничко однесување. Точно. И ова е буквално еднакво како и вештачките други што нели Без одредени труд и зависници. креација, Без да, заради тоа што во реалноста допаминот не ни може било што да предизвика таков срч Точно. на допамин како во виртуелниот свет. И фактички стануваме ние дебилни. Фактички ја мислам дека и веројатно тука е и тоа е и проблем за многу чести панични, анксиозни состојби кај младите, посебно па и не кај младите, кај возрастните. Психички пореметувања кои што заради тоа што мозокот не е навикнен, не е изграден, односно не созрел во реална ситуација, туку воопшто не е созрен заради тоа што ги добива веднаш наградите со скролањето нели на телефон. И не само мотивацијата, сигурно ќе забележите дека некои активности кои што во минатото се едноставни за да се направат, сега и лично ние, но и помладата популација многу потешко име тие едноставни работи да ги направи. Реакцијата која што во нормални ситуации треба да биде најчесто смирена, многу поимпулсивно реагираме токму заради тие континуирани стимулуси кои што ние не сме свесни дека нели се изложуваме. Типично зависничко однесување во тој поглед. Меѓутоа, комплетна хаварија се случува на ендокринниот систем, бидејќи како што напоменав, не може допаминот изолирано да се гледа. Значи тука имаме влијание на повеќе ендокринни аспекти, како што е ритмот на циркадијалниот ритм на спиењето. Многу ретко се зборува за тоа, меѓутоа спиењето не е само една фаза од денот каде што ние треба да се одмориме. Практично спиењето има цел нашиот организам да се регенерира за да може да се подготви за сите активности кои што следат следниот ден. Ако вие не му дадете на телото квалитетен сон, нормално е дека ќе бидете и понервозни, со хроничен стрес за извршување на активностите што е следниот ден. Како допаминот го намалува тој циркадијален ритм, мелатонинот е хормонот кој што е одговорен за тој нормален ритм на спиење. И има природен тек. Тоа значи дека како што нели одминува денот, во ноќните часови мелатонинот се излачува, се со цел да се подготви нашето тело да спие. Но со секое скролање, особено со изложување на таа сина светлина од екраните, има инхибирачки ефект на мелатонинот, тоа значи дека се нарушува лачењето на мелатонинот, се намалува и вие имате одложено време за спиење, значи легнуваме подоцна и имаме поповршен, односно неквалитетен сон и се оневозможува квалитетно да се регенерира телото. Од друг аспект имаме нарушување на кортизолот. Верувам дека на повеќето им е познат дека тоа е нели стрес хормон и тој во нашата еволуција си има свое место. Значи секогаш кортизолот наутро е повисок за да не разбуди, да го подготви нашето тело да се справи со нели активностите што ги имаме во текот на денот, а кон крајот на денот се намалува се со цел да се смири организмот и да се подготви за спиење. Но вие ако цело време скролате и сте изложени на динамични, на емоционални стимулуси од тие кратки видеа, практично го подигнувате нивото на кортизолот, се формира една состојба на хроничен стрес и поврзано со неквалитетното спиење се создава ова каскадна реакција. Дополнително имаме нарушување на инсулинот. Верувам дека на сите ни си има случајно кога доцна легнуваме да имаме напад на глад. Најчесто е тоа на висококалорична храна која што е богата со шеќери, која што дополнително ќе направи накачување на килограмите. Пациентите, односно не пациентите, него луѓето имаат проблем со обезноста и тоа е еден зачаран круг каде што целиот наш ендокрин систем страда од едно навидум, едноставно скролање на тие видеа. И морам да споменам дека ако допаминот директно го инхибира мелатонинот, мелатонинот е еден од клучните хормони кои што влијае и врз ритмот на половите хормони. Значи се нарушува овулацијата, се нарушува лачењето на естрадиол и прогестерон од јајникот
се нарушува и репродуктивниот капацитет кај таа млада девојка или кај таа жена. Се е поврзано, еве ја многу често тоа го кажувам и на родителите и на учениците, дека малите деца, помалите деца треба навечер да се успиваат со приказни, да им ги читаат родителите и најблиските што се, а не да ги слушаат звуците од телефоните, од таблетите. Се почесто гледаме деца мали кои заспиваат со таблети. Ние не можеме биолошкото ткиво да го прати развојот на технологијата. Значи, нас ако требало не стотици, туку милион години за да дојде до овој степен на организирано нервно ткиво, ние не можеме за 20 години да отидеме од тоа ниво до ниво кое што сега ни се пласира со социјалните мрежи, но и со вештачката интелигенција, и затоа ќе има последици многу брзо нашата психа и по нашето здравје. Ова е тема која што се надевам ќе имаме повеќе можност да дискутираме и сметам дека се повеќе треба да се подигнува свеста, бидејќи технологијата тука е да остане. Ние не можеме да ги негираме позитивните аспекти од технологијата, ниту пак да очекуваме дека ќе направиме комплетна детоксикација технолошка, бидејќи имаме навистина фантастичен бенефит од технологијата. Но еве, кога најоптимално време се прекине, се исклучат телефоните, таблетите, било што телевизорите, не да се обично заспиваат со телевизори, со екрани, укончано се, до која време тоа е најголемата грешка. грешка. Се исклучи да спиеш во темница. Да, најголемата грешка е да бидеме изложени во тој период кога телото се подготвува за спиење. Значи, како што напоменав, целта не е да имаме комплетна детоксикација, бидејќи сметам дека во современиот начин на живот тоа е практично невозможно. Меѓутоа да си дадеме еден период на условно речено исклучување од неколку часа во текот на денот посветени на стимулуси кои што се во реалниот свет. Дали тоа ќе биде кафе со пријателите или ќе е контакт со блиските членови на фамилијата или читање на книга или прошетка во природа. Значи нешто, некој стимулус кој што е природен и кој што може на некој начин да не детоксицира од тој допамински пик кој што континуирано нели го имаме. И секако да бидеме посвесни, бидејќи како што напоменав, на сите ни се има случајно да провериме некоја информација на нашиот телефон, мислејќи дека тоа ќе биде 30 секунди или минута, а да завршиме 3-4 часа со скролање на видео кои што апсолутно немаат никаква допирна точка со тоа што на почетокот сме биле мотивирани да го истражиме. Значи да бидеме посвесни кога влегуваме во тој зачаран круг и свесно да го прекинеме. Или воопшто да не влегуваме. Да ја користиме технологијата само за тоа што ни треба. Или 21-22 часот готово исклучување, се нема компјутери. Тоа би било идеално. 20 часот, не 21-22. 20 часот заради тоа што веројатно се уште во глава ќе ти биде, јас себе лично можам да кажам како слушам докторката така темелно, дури еволутивно, ни антрополошки ни го објасни, за вакво нема што да поставиме прашање, мислам тука толку убаво ни го објасни тој момент. Можам само да споделам искуство како јас се чувствувам под стрес кога се успивам со телефонот и со тоа баш скролање на кратки видеа, веќе губиме внимание, се однесуваме сите како да имаме вакво АДХД, значи не можеме да задржиме внимание дури ниту на најобична епизода од серија, а не па цел филм да изгледаме. Да не зборам за книга, книгата станува нешто преспоро за нас. Мислам дека треба да најдеме начин таа детоксикација да почнеме полека, да ја зголемуваме и да внесуваме нешто што и јас и тоа приметувам, значи таа допаминска зависност не прави да бидеме празни, да не си истражуваме себе си, да не размислуваме за светот околу нас, да не размислуваме за чувствата во нас, туку баш како прави наркомани, зависници да бараме само веднаш инстантно допаминско задоволување. И за жал ја намалува емпатијата, сигурно ќе се сложите дека кога континуирано вие сте изложени кон вести кои што нели имат негативна конотација, природно е да станете имуни и затоа кога ќе се случи некоја навистина лоша вест, по известно време ние можеби сочувствуваме, меѓутоа точно не е тој ефект кој што би требало да биде и тука виновници дефинитивно се и социјалните медиуми, меѓутоа и тој брз начин на скролање и користење на технологијата. Може ли поврзаноста на се почести заболувања, ендокринолошки заболувања кај младите токму од компјутеризацијата, од
Таа нивна Па како што честа. објаснав, ние не можеме да кажеме дека исклучиво технологијата е причинител за ендокрините нарушувања, меѓутоа доколку има комплетна зависност и ако сме свесни дека одредена особа многу време поминува безцелно со скролање на разни видеа, а не го користи во поглед на физичка активност, внимавање на себе си, хранење или на здрав начин, секако дека може негативно да влијае и краткорочно и долгорочно. Обично седат и јадат чипсо Точно. на junk food, пијат кока-кола додека си играат, се е тоа поврзано и седичката Да, јас положба само колку Ви не чини рекла да... дека и анксиозноста, што е многу изразена кај младите, веќе не гледам секој второ млада девојка, и добро, јас имам контакт со женска популација, е на некаков си анксиолитик. Мислам дека количината на информации што одеднаш се внесуваат во мозокот, односно на кој што изложен мозокот, Не може да делува, се- предизвикува анксиозни напади, заради тоа што мозокот не е создаден за толку многу информации одеднаш да ги обработува. И затоа мислам дека доаѓа и до крушлост на тие информации, дека не може да ги обработи и предизвикува анксиозни напади кај тие млади луѓе. И многу често ми доаѓаат со веќе препишана терапија анксиолитици или седативи, за да може да се соочат со реалноста и со животот. Да, и она дополнителна илузија за совршенство со Photoshop, со се она што Тоа е се дополнителен, пласира и да. Тоа е децата нешто, страдаат да. најмногу. Тоа е тема. Тема опшена. Но, да не делуваме дефетистички, песимистички, мислам дека има начин како да излеземе од овој зачаран круг и клучот сметам дека е во континуитетот. Значи, не треба да правиме радикални, драстични промени, од утре воопшто да не се користат социјални медиуми или воопшто да не се точно, меѓутоа да правиме мали промени кои што ќе бидат трајни. Значи, да бидеме истрајни во тие промени и сметам дека може да се постигне барем делумна симбиоза со технологијата. Например, да се земе куќе, да се шета во текот на денот, пошто тоа е дигитална детоксикација. Јас имам Да се работи, значи Да, често доколку кажам, после да имаат да се почне можеби со кратки новели да се читаат. Па после тоа нешто малце повеќе и подолго. Да почнеме да гледаме филмови на крајот на краиштата. театарски представи, Да, баш концерти. така, за почеток да почнеме да гледаме филмови и да шетаме куќе. За почеток, а после тоа може да развиеме, односно да се вратиме на нешто што било многу нормално пред неколку децении, да речеме пред 2 децении, не мора да се враќаме многу назад, и кога луѓето на вистина биле побогати. Така и духовно И побогати, поемотивни. затоа што на крајот Фејсбукот е забава за сиромашните, било материјално, било духовно сиромашни, а покрај толку многу книги, едукативни извори, забава и се оно што го добиваме како стимул од театарските, од седмата уметност, од се што имаме да седнеш пред Фејсбук, ТикТок, Инстаграм, да не ги набројам сите, е навистина сиромаштија. Затоа гледате ги подкастите во Добро здравје на нашите Еве, да, јас тоа се сакав да го споделам, додека ги снимаме подкастите, ние не сме изложени на нашите телефони и на социјалните мрежи и на различните постови, коментари, Да, ама од после тие 4 постови, успешни и емисии, секогаш после секое снимање допамин. на серија подкасти, јас на вистина се чувствувам Среќна. свежа и среќна кога сум Така, дома. така. Тоа мислам дека е Значи, дигитална клучот е во детоксикација. почести подкаст. Токму Допаминот работи затоа што си среќен, си направил нешто за општо добро. Ете така. И плюс го имаме да допаминот излачен во големи количини. Да живее допаминот. Останете во добро здравје и следете на.